Време е да ги погледнеме најновите информации од Велес и регионот Македонија и светот и најинтересните и најновите збиднувања во светот на спортот. Што се ќе погледнете, останете со нас. Почнуваме веднаш по најавите. Продолжен зимскиот распуст за основците и средношколците. Еколошко друштво Вила Зора објави јавен повик за бесплатна деконтаминација. Статистика објави се намалува продажбата на зелените пазари. Министерството за образование и наука ја прифати мерката предложена од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести да се пролонгира зимскиот распуст за да се избегне опасност од ширење на грипот. Првиот ден од второто полугодие на учебната 2016-2017 година, наместо на 18 ќе започне на 23 јануари годинава. Зимскиот распуст за учениците се продолжува и наместо второто полугодие да започне на 18 јануари, истиот е продолжен до 23. Ваква одлука донесе Министерството за образование и наука, а деновите ќе се одработуваат дополнително. Предпоставувам и врз основа на анализите кои што утрово ги работеше нашиот сектор за основно и средно образование, предпоставено еден ден ќе биде одработен дополнително во март месец и еден ден во месец април, со што ќе се исполни вкупниот фонд на 180 наставни денови кои што се неопходни согласно законот и правилникот на Бирото за развој на образованието. Предходно ваква одлука беше објавена и од страна на министерот за здравство Никола Тодоров. Оваа мерка е повеќе од потребна, имајќи ја предвид тенденцијата на намалување на заболени од грип од 0 до 14 години во време на распустот. Освен продолжувањето на зимскиот распуст, донесена е и мерка за темелна дезинфекција на организираниот јавен сообраќај во државата, а пред почетокот на второто полугодие ќе се изврши и темелна дезинфекција на сите училишта. Владата на Република Македонија продолжува со обезбедување финансиска поддршка за граѓаните кои ќе сакаат да се запишат на студии од прв, втори или трет циклус на некои од најдобрите 100 универзитети во светот. Ова е 7 година поред по завршувањето на образовниот циклус, тие треба да се вратат и знаењето го инвестираат во сопствената земја, истакна Спиро Ристовски, заменик за образование и наука. Се работи за мерка која нашата земја издвојува како единствена во регионот и една од ретките во светот, ако се земе во предвид дека станува збор за исклучителна можност, за високи стипендии и голема буџетска ставка која се одвојува и оваа како и претходните години, па така и паричните износи кои ги исплаќаме на годишно ниво достигнуваат до 40.000 американски долари само за покривање на уписнината, а дополнително се покриваат и трошоците за живот, сместување и превоз. Според градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, 2017 година ќе биде карактеристична по многу нешта, а во прв план ги става локалните избори, за кои, како и предходните, Панов смета дека ќе бидат мирни, демократски и кредибилни. Кавадарци ќе продолжи да се надпреварува со другите градови од државата во сите сегменти од општественото живење. Прилог на колешката Мартина Митков. Во 2017 година која по многу нешта ќе биде карактеристична, смета градоначалникот Александар Панов. Според него, во прв план се локалните избори, за кои, исто како и предходните, посака да бидат мирни, демократски и кредибилни. Панов рече дека Кавадарци ќе продолжи да биде над сите во многу сегменти од општественото живење. Кавадарци од секогаш било мирно, демократско, напредно општество, со граѓани кои што одскокнуваат од сите други и мислам дека ќе бидеме и овој пат на нивото на политичката задача. Секако, моето мото, независно од тоа дали сум или не сум градоначалник, а и верувам дека и на сите кавадарчани ќе биде тоа да биде Кавадарци на сите. Водејќи се од релевантната потврда на агенцијата Рейтинг дека Кавадарци после Скопје е најпосакуваното место за живење, градоначалникот Александар Панов смета дека тоа е плод на ангажманот и менаџирањето на целиот бизнис сектор во општината, на предприемаштвото, на менталитетот, на гостопримливоста на кавадарчани.
Мотото Кавадарци над сите е заради фактот што е втор град во државата заради економскиот развој, бидејќи овде е најголемата домашна гринфилд инвестиција и најголемата странска инвестиција Дрекселмаер. Над сите затоа што учествува со 30% во создавањето на македонскиот бруто домашен производ. Град кој е најмалку задолжен во Македонија, како и во многу други сегменти од битисувањето во кои Кавадарци се надпреварува со другите градови од државата. По трет пат годинава еколошкото друштво Вила Зора ќе го спроведува проектот за деконтаминација на загадена почва. Тешките метали од почвата ќе се извлекуваат преку засадување на фуражни растенија. За сега нема точна информација колку хектари ќе бидат посејани, но интересот е голем, вели доктор Ненад Коцик. Јавен повик за бесплатна деконтаминација на земјоделски површини околу Велес објави еколошкото друштво Вила Зора. Повикот е во рамки на активностите на друштвото за 2017 година. Планирано е да се изврши деконтаминација на неколку хектари земјоделски површини. Ќе извршиме засадување на земјоделски површини кои што се наоѓаат во регионот околу Велес. Значи имавме веќе заинтересирани што пред да објавиме повик, меѓутоа поради рамноправност на сите заинтересирани, Вила Зора на почетокот на годината и оваа година го објави јавниот конкурс. За оглед на тоа што минатото лето го засадевме и направивме анализите пред засадување, очекуваме резултатите да бидат некаде во јуни или јули месец после завршувањето на оваа годинешната култура и земањето на починени анализи после деконтаминацијата. Од еколошкото друштво Вила Зора ги повикуваат заинтересираните да се јават во нивната канцеларија Еколошко друштво Вила Зора на улица Трајко Панов број 22 во Велес, на телефон 043-233-023 или на имејл vilazora@t.mk, како и на Facebook страницата на Еколошкото друштво Вила Зора. Истите ќе бидат контактирани и внесени во годишната програма за 2017-та. Поради ограничените средства, ќе бидат деконтаминирани ограничен број хектари по принципот прв јавен, прв услужен. Полициска станица Кавадарци поднесе кривична пријава против 38 годишен кумановец поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело разбојништво. Кумановчанец на 38 годишна возраст се здоби со кривична пријава од страна на полициската станица во Кавадарци поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело разбојништво. Имено на 14 ноември 2016 година околу 19 часот и 15 минути на улица Благој Крстич во Кавадарци, пријавениот со употреба на физичка сила удирајќи ја со рака во пределот на главата оштетената РЛ, 64 годишна од Кавадарци, одзел паричник и во кој имало документи и пари во вредност од 700 денари и истиот се стекнал со противправна имотна корист од околу 2000 денари. Дали големите маркети ги уништија зелените пазари? Ова прашање се почесто се поставува. Последната пресметка на Државниот завод за статистика покажува дека за 20% е намалена продажбата на зелените пазари. Дијана Иванова беше на градскиот пазар во Велес и разговараше и со купувачите, но и со продавачите. На градскиот пазар во Велес денеска понудата и побарувачката беа слаби. И продавачите и купувачите со идентичен одговор. Причина се екстремно ниските температури. Државниот завод за статистика информира дека од година во година се намалува продажбата на зелените пазари. Последните мерења на оваа институција покажале дека продажбата на зелените пазари е намалена за 20%. Пазарџиите делумно се согласуваат со ваквата информација. Тоа е точно, ти мислат маркет е по-хигиенско е робата и така. Треба пазарот да се затвори. Значи има проект и така. Че се надава да се направи што побрзо пазарот. Зависи како. И купуват и од тука, си купуват кој си е за тука, од тука. Кој далеко не му се иде и си купуват и од маркетите. Не, тоа пазарот
Кој ми е близко таму, кој ќе поблиску до пазарот, ваму идат, кај нас. За потрошувачите пак ова е резултат на брзиот начин на живот. Велат младите немаат навика да пазаруваат од зелените пазари. Навика е обично кога е во пазарен ден да се помине на пазар, а обично во другите обични денови се оди по маркетите. Посебно сега кога се е замрзна. Не се одвикнаме, него не им се оди на старите луѓе, не им се оди многу да одат. Па не знам, мислам и сега е ладно времето. Иначе така ја мислам дека повише од маркетите. Според изјави на Постари Велешани, градот има пазарџиска традиција. Вторник, петок и недела се официјални денови за посета на зелениот пазар, особено меѓу Велешани познат како Голем пазар. Оваа традиција се очекува да продолжи и со изградбата на новиот затворен пазар. Според информациите од општина Велес, во моментов се изработува основниот проект по кој ќе се гради затворениот пазар. Со механизација од фирми за расчистување проодни се сите патни правци во општина Велес. Сообраќајот кон одредени населени места кои се пооддалечени и понатаму се одвива во отежнати услови. Се препорачува возачите на моторни возила задолжително со себе да носат зимска опрема. Од општината информираат дека активно се работи и на згрижување на стари изнемоштени лица и бездомници. Проодни се сите патни правци во општина Велес. Со механизација од фирми ангажирани за расчистување, се пробиени и патните правци кон селата Рлевци, Рудник и Ветерско, информираат од службата за односи со јавноста на општината. Сообраќајот кон овие населени места кои се пооддалечени и натаму се одвива во отежнати услови, а возачите на моторни возила потребно е да имаат зимска опрема. Во меѓувреме, активно се работи на згрижување на стари изнемоштени лица и бездомници. Во текот на вчерашниот ден евакуирани се 2 лица од село Оморани, кои со заеднички активности на надлежните служби се пренесени во медицински центар каде добиле прва помош, а потоа се згрижени во стан во Велес, кој бил во нивна собственост. Во топлата соба која е обезбедена за бездомните лица, згрижен е уште еден бездомник кој е тргнат од студот. Синоптичарите за во текот на деновите од викендот предвидуваат дневни температури околу нулата. Тоа значи и поголема раздвиженост на граѓаните. Некои ќе уживаат во зимско-рекреативните центри, а некои во блиските излетнички места. Како и да е, надлежните велат насила да не се излегува и препораките и понатаму да ги почитуваат за заштита на здравието на населението од студени и бранови. Доктор Снежана Петрова напоменува дека овие препораки особено треба да ги почитуваат и кон нив да се придржуваат хронично болните лица, но и родителите кои имаат мали деца. Ладен воздух, за жал, има многу штетни ефекти по здравјето на луѓето, пред се во смисла при дишење на ладен воздух доаѓа до кивање, протекува носот, при дишење на ладен воздух доаѓа до сушење на респираторниот тракт кој предизвикува кашлање, обструкција, значи потежнато дишење. Ладниот воздух знае да предизвика моментално покачување на крвниот притисок, значи представува еден ризик фактор за оние болни од кардиоваскуларни заболувања, зашто покачен притисок потоа може да значи мозочен или срчев инфаркт. Посебно овие лоши влијанија се однесуваат на оние ранливи групи на население, како што се пред се бебињата и децата, кои што имаат помала можност за терморегулација, значи побрзо губат температура, топлина, помалку создаваат топлина, повеќе се осетливи на респираторни заболувања од ладниот воздух, кој што ладен воздух со себе секако носи и различни причинители, дали вируси, бактерии, ги носи оние загадувачки материи од воздухот и сето тоа допринесува за почести инфекции, акутни инфекции кај населението, посебно на ранливата група на население, значи тука се бебињата, децата, меѓутоа тука се и старите лица, кои што се со поограничено движење, нарушена исхрана, значи зависни се од нега на друго лице. Во оваа категорија спаѓаат социјално загрозените случаи, хронично болните кои што примаат одредена терапија, тука е диабетичари, тука се диабетичарите, тука се болните од кардиоваскуларни заболувања, респираторни заболувања и затоа за да се избегнат штетните ефекти од ладното време, пожелно е значи да се почитуваат овие општи препораки.
Поради екстремно ниските температури вложуваме максимални напори за нормално одвивање на железничкиот сообраќај, соопштуваат од Македонски железници и транспорт АД Скопје. Се работи во екстремно тешки услови и се трудиме во границите на нашите можности да го одржиме редовниот железнички сообраќај во земјава, се наведува во соопштението. Тие се извинуваат на патниците и велат да бидат стрпливи и бидејќи вложуваат максимални напори за непречено одвивање на железничкиот сообраќај. Останатите вести од Македонија во продолжение. Зголемен е бројот на туристи во Македонија. За 5% покажуваат последните податоци од Државниот завод за статистика. Во период од јануари до ноември 2016 година, во однос на истиот период во 2015 година, за 5,3% е зголемен бројот на домашни туристи, а кај странските за 4,8%. Во ноември 2016 година бројот на туристи бил 44.162, а бројот на ноќевања 97.980. Во однос на 2015 година има пораз за 5,7 и за 3,4%. За 5,3% е зголемен бројот на домашни туристи во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 година, а на странски за 5,9%. Додека бројот на ноќевање на домашните туристи во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 е зголемен за 7%, а на странските за 0,1%. Според податоците од Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечие од 2016 година е зголемена довербата во градежништвото за 0,2% поени во однос на претходното тримесечие, а за 2% поени во однос на истото тримесечие од 2015 година. Оценката за економската состојба во четвртото тримесечие од 2016 е поповолна во однос на претходното тримесечие и во однос на четвртото тримесечие од 2015. Оценката пак за сегашната состојба за порачки, односно договори на нивните деловни субјекти, е речиси на еднакво ниво како во претходното тримесечие, а оценката за финансиската состојба е понеповолна во споредба со третото тримесечие во 2016. Во наредниот период се очекува продажните цени да се намалат, а бројната состојба и квалитетот на механизацијата и опремата во четвртото тримесечие од 2016 се над нормалата. Силно невреме е проследено со поройни дождови, силен ветер и снег ноќеска погоди делови од Англија, поради што се откажани летови, затворени се училишта, а сообраќајот се одвива отежнато. Ширум Велика Британија се објавени 100 предупредувања за поплави, од кои 11 на највисоко ниво. Во северните и источните делови од Англија и понатаму без невреме, а во западните се очекува снег. Предупредување за бура има во Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска. Останатите вести од светот во продолжение. Преговорите за Кипар завршија без договор, јавува ТАС. Лидерите на кипарските турци и грци Никос Анастијадис и Мустафа Аканџи доцна синоќа ги прекинале преговорите без никаков договор. На ниво на експерти истите ќе продолжат на 18 јануари, пренесува ТАС. Според генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, двете преговарачки страни се подготвени да ги направат последните напори за изнаоѓање на решение за поделениот остров. За сега е неизвестно кога работна средба поврзана со прашањата поврзани со поделениот остров ќе имаат тројцата. Гаранти на преговарачкиот процес министрите за надворешни работи на Велика Британија, Грција и Турција, кои би ги разгледале и евентуалните идни чекори во преговорите. Според информациите од ирачката воена команда, терористи од групата Исламска држава ги кренаа во воздух сите мостови на реката Тигар во центарот на ирачкиот град Мусул. Претходно Sky News Арабија јави дека специјални сили на ирачката армија заедно со полицијата презеле контрола над еден од 5 мостови на реката Тигар во Мусул. Владините сили на 8 јануари стигнаа до левиот брег на реката. Мусул е административен центар на провинцијата Ниневија
и повеќе од 2 години беше под контрола на Исламската држава. Копнената офанзива за ослободување на градот од Исламската држава почна во октомври. Во офанзивата учествуваа владини сили, ирачки платеници и курдските воени формации пешмерги. Израел испукал ракети врз воениот аеродром западно од Дамаск, соопшти сириската команда. Сириската државна телевизија цитира воен портпарол според кој неколку ракети биле испукани од северниот дел на Израел и погодиле комплекс на аеродромот, меѓу кој е и главен објект на елитна сириска единица. Сириската воена команда предупредува дека Израел ќе сноси последици за тој напад, се вели во соопштение од командата на армијата на Сирија. Во соопштението не се прецизира дали има жртви, но се вели дека од нападот е предизвикан пожар. Според ДПА, во нападот има 4 жртви, а аеродромот е погоден со 8 проектили. Неколку турски офицери од НАТО и дипломати побарале од властите во Норвешка да им дадат политички статус на заштита, пишува весникот Верденс Ганг. Лицата за кои станува збор биле на служба во Норвешка во минатата есен, но од Анкара добиле известување дека треба да се вратат во татковината за да дадат исказ за неуспешниот обид за пуч од јули 2016 година, пишува весникот. Ниту еден од нив не одговорил на повикот на турските власти, стравувајќи за својот живот. Сега сите офицери и дипломати живеат на тајни адреси во различни делови од Норвешка. Тие изјавиле за весникот дека побарале од властите во Норвешка азил, негирајќи дека имаат било каква врска со учество во превратот. Ново спортско доживување и победа над селекцијата на Тунис приредија ракометарите на Македонија во рамки на првото коло од Б групата на светското првенство во Франција. За прв пат во историјата на македонскиот тенис, најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓурчевска стана првата македонска тенисерка со триумф на еден гренслем турнир. Најновите информации од спортот ги има колешката Валентина Михаловска. Ракометната репрезентација на Македонија го победи Тунис во рамки на првото коло од Б групата на светското првенство во Франција. Црвено-жолтите со фантастичен настап ја совладаа селекцијата на Тунис со 34-30. Извојувавме значајна победа, но имаше и нервоза, поготово кај дебитантите. Ја почувствував нервозата, изјави капитенот на македонската репрезентација Кирил Лазаров веднаш по победата на Тунис на стартот од светското првенство во Франција. Секој што се победува мора да се биде задоволен. Ние сме презадоволни што победивме, затоа што мислам дека ова ќе ни биде многу важна победа за понатамошниот тек од шампионатот. Од друга страна, мислам дека јас сакам да ја честитам стварно на моите соиграчи кои што после долго време покажавме психолошка стабилност и глава, да губејќи во 45-та минута, мислам беше со 4 гола разлика, не се претадовме, едноставно задржавме ладни глави. Клучен момент по мене беше таа 40 минути која има по 2 минути исклучување, го свртеме тука на преврат, добро го искористивме, што мислам дека тоа е еден плюс за нас кога имаме човек више или два да го искористиме на најдобар можен начин. Тој го направивме на овој натпревар со една стрплива игра, без многу паника, иако губевме 4 разлика, успеавме да го свртиме натпреварот. Кога беше најтешко, тога покажавме дека можеме и од минус 4 дојавме на крај за плюс 4, тоа е стварно значи еден карактер кој треба да се почитува и тоа е, не треба да не фаќа еуфорија. Ова е само еден прв натпревар, значи смирено, полека, значи се концентрираме за следниот натпревар и имаме доволно време да се спремиме за Ангола. Најдобар поединец во таборот на македонската репрезентација беше Кирил Лазаров, кој беше прогласен и за ракометар на мечот со постигнати 12 гола. Следниот натпревар, избраниците на Лино Червар, ќе го играат утре против селекцијата на Ангола со почеток во 20 часот и 45 минути.
Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и со умерен ветер претежно од јужен правец. Кон крајот на денот, односно во текот на ноќта, не очекуваат повремени врнежи од снег на планините, а на пониските места од дожд и од снег. Синоптичарите велат дека на планините снежната покривка значително ќе се зголеми. Во продолжение деталите за Вардарскиот регион. Ова беше последната информација. Јас ви благодарам на вниманието. Од мене пријатно.